сега и секогаш и во вечни векови. Помина речиси 20 дена од како го направив документарниот запис за манастирското празнување во чест на Свети Климент Охридски во истомениот манастирски комплекс Свети Климент Охридски во Стручкото село Мислешово, кога начелно се договоривме со Илјо Прентовски, првиот меѓу еднаквите членови во црковно-манастирскиот одбор на Мислешевската црква Свети Јован, манастирот во Обединение во храмот на Пресвета Богородица и манастирот Свети Климент Охридски, да направам документарен запис и за соборниот храм, чие име го носи на Свети Јован Крстител, чиј светител воедно е заштитник на селото Мислешово, чие празнување се сопадна со денот на отсекувањето на главата на светителот Јован Крстител 11 септември ова 2023 во Господово лето, меѓу народот попознат како Свети Јован Посен. Почитувани мои, на сам ден на православниот празник, посветен на упокојувањето на Пресвета Богородица, меѓу народот попознат како Голема Богородица, ова 2023 во Господово лето, во утринските сати ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Илјо Прентовски кој ми велеше: "Добар ден, Зора новинарот ми треба, Илјо Прентовски од село Мислешово го бара." Го слушнав гласот на Илјота од другата страна на телефонската линија. "Јас сум," му одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум," му реков. "Ке ме израдуваш или?" Зачудено ме праша. "Кажи им на твоите соселани дека за црковната слава посветена на Свети Јован Посен ќе дојдам во Мислешово, ќе дојдам ден пред празникот на самиот заслог на вечерното богослужение, а Бога ми присутен ќе бидам и на утринската литургија, чие празнување се сопаѓа со празникот Свети Јован Посен," му порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат. Голем мерак ми направи, Зоране, мощно и голем мерак, ќе им кажам уште сега, со радост одговори Илјо Прентовски. За сите што патуваат по земја, вода и воздух, за болните, страдалците, за оние кои се во робство или во затвори, и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. На пат за Мислешово, на ден пред празникот Свети Јован Посен, тргнав во утринските сати од Скопската автобуска станица со првиот автобус кој според возниот ред секое утро поаѓа во 5 часот и 30 минути и поречиси неполни 2 часа и 30 минути, поминувајќи по автопатската делница Скопје Тетово, Тетово Гостивар, Гостивар Стража, Стража Кичево, Кичево Дебарца, Дебарца Ботун, Ботун Струга. На самиот влез во селото Мислешово го замолив возачот малку да застане, да завлече. Шоферот кој го возеше реизот ме послуша, завлече, застана, слего. Реизот замина за Струга. По краткиот престој на местото каде што ме остави реизот, тргнав пешки по сатираното кривулесто Мислешовско џаде, кое ме донесе до сред селото, каде што во црковниот двор на црквата Свети Јован Крстител ме пречека Илјо Прентовски, заедно со неговите соселани, кои ги привршуваа празничните подготовки, поточно речено за празнувањето на отсекувањето на главата Свети Јован Крстител, чија многувековна традиција продолжува и денес, и професорот Драгослав Миновски, еден од непознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријова филм, кој беше дојден во селото Мислешово по нова истражувачка, географска, антрополошка и историографска мисија, чиј поголем дел од ова до сегашно заедничко географско, антрополошко и историографско истражување за Стручката регија и за селото Мислешово ќе ви ги пренесеме во оваа репортажа. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душава што станавме достојни на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на моиве мислешевци, ми рече.
Зоране, ете сите ние, сето село тебе, а посебно на нашиот пријател Драгослав Миновски, ви стоиме на располагање за се што ви треба за вечерашново и утрешното празнување, ми велеше мојот домаќин Илјо Прентовски. Почитувани мои, пред тие да не ги раскажа многуте црковно-духовни празнувања, посветени на Соборната црква Свети Јован Крстител, моите домајчини не замолија најсетно е ние ним да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за црковно-манастирскиот духовен живот во селото Мислешово во изминатите векови. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Зародишот на црковно-манастирскиот духовен живот на селото Мислешово му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи за црковно-манастирскиот духовен живот на селото Мислешово датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Црковно-манастирскиот духовен живот во селото Мислешово не може да се види со еден поглед, со еден опад на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки, кои го градат долгиот континуитет на духовниот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени зад превезот на времето. Културно наследство представува наследство на физички материјални артефакти, предмети направени од човечка рака, односно разни добра кои се наследени од претходните генерации или кои настануваат во сегашноста, а при тоа имаат специфична вредност за луѓето, и нематеријални атрибути на некоја група или општество, кои представуваат оставштина од претходните генерации и поради тоа се чуваат во денешницата, за да бидат зачувани во наследство за добробит на идните генерации. Значи, културно наследство се материјални и нематеријални добра, кои што, како израз или сведоштво на човечкото творештво во минатото и сегашноста, или како заеднички дела на човекот и природата, поради своите археолошки, етнолошки, историски, уметнички, архитектонски, урбанистички, амбиентални, технички, социолошки и други научни или културни вредности, својства, содржини или функции имаат културно и историско значење. Преку културното наследство се изразува и представува историскиот процес на формирање и живот на еден народ, бидејќи тоа е видлива и опиплива синтеза на елементите што го карактеризираат. Културното наследство влијае на идентитетот на одредена нација, на одредена населба, на одреден регион или држава. Црковно-манастирскиот духовен живот на селото Мислешово илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргиадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвото црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самуил,
посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил и македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византинскиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел на црковните записи на византинскиот император Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 година до 1355 година, каде што се споменува во Душановите повелби од 1342 и 1345 година за манастирот Света Богородица Перивлепта во Охрид, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 до 1395 година, како дел на Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Она културно наследство, кое има посебна вредност за целокупното човештво, подлежи на режимот на строга заштита, односно станува објект на светско наследство. Физичкото, опипливото или материјалното наследство вклучува градежни и историски локалитети, споменици, артефакти и друго, кои имаат вредност да се зачувуваат за воиднина. Тука спаѓаат разни предмети значајни за археологија, архитектура, наука или технологија за специфичната култура уметност. По широка смисла на културното наследство, од нематеријалната сфера влегуваат и општествените вредности, како што се традицијата, обичаите, фолклорот, писмото, јазикот, естетското и духовното верување. Црковно-манастирскиот духовен живот на селото Мислешево е забележан и во Отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1436 година за време на владењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Бегле од Беглус, во пописниот Дефтер од 1446 година, во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, во пописниот Дефтер од 1582 година, во Отоманските пописни дефтери од 1565 година и 1570 година. Професорот Јован Трифуновски во својот научен труд Охридска стручка област, издадена во Белград 1990 година, го забележал следното. Во и околу селото Мислешево постојат многу траги од стари локалитети, каде што се одвивал и денеска се задржал духовно црковниот и манастирски живот. Такви локалитети се Црквиште, Пречиста, Свети Јован, Свети Климент, а кај локалитетот Свети Атанасије и денеска има остатоци од џидини кои говорат дека овде некогаш постоел манастир. Во делот на културно, односно духовно наследство, спаѓаат фолклорни добра, јазикот и топонимите. Фолклорни добра се обичаи, обреди, преданија, умотворби, носии, везови, народни песни, приказни, легенди, пословици, гатанки, танци, игри, стари и ретки занаети, традиционални вештини и други изрази од нематеријалното народно творештво. Втората половина на 17 век за Мислешево е период на реобновување на селото. Меѓу првите знаци на обнова на селото се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разорнатите цркви, црквата Свети Јован Крстител, манастирот во Бедение во храм на Пресвета Богородица,
црквата Свети Климен Охридски и манастирот Пресвето Преополовение. Црквата Свети Јован Крстител се наоѓа во средината на селото. Таа е соборна црква. Оваа црква е многу стара црква. Според црковно-историографските записи, незината првична градба представува ранохристијанска базилика. Се претпоставува дека незината градба датира од крајот на 9 век со самото доаѓање на Свети Климен Охридски на овие простори, за да првичниот средновековен изглед го добива за време на царот Душан во првата половина на 14 век. Изградена е на култно место каде што се наоѓала помала градба. За тоа говорат двата фрагменти кои потекнуваат од првата половина на 14 век и престолните икони на иконостасот кои се исто така од 14 век. Патрон и празник на црквата е Свети Јован Посен, меѓу православната екумена попознат како оплакувањето на главата на Свети Јован Крстител. Во црковната книга Дарители на првата страница од книгата е запишано: волни помошти на црквата, одсекување на главата на Свети Јован Крстител, што докажува дека црквата била посветена на овој чин од животот на Свети Јован Крстител. Црквата Свети Јован Крстител е реобновена во 1898 година, а вообновена во 1903 година, чиј ктитор е Ристе од родот на Премтовци, а осветена е во 1905 година на сам ден на празникот Руса Среда, а за тоа говори надписот на западниот зид: приложенија Господова негова Петруша и брат Имија Панде Наумовога и синови Коцарета из Охрида со подрогома и чада рада иже за благодарају за здравје и за вечниога спомена на помошнега Амин упомонега Наума и Стефана Бог да ги прости из Роки Сарафима исто из Охрида 1898 27 августа. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбениот период во Македонија со полукружна апсида на јужната страна. Основата на градежниот материјал за незината градба е од претежно камен и обработени мермерни камени блокови на врзивните зидови и печена опека меѓусебно поврзана со варов малтер и метални затеги до кровната конструкција. Кровната конструкција е изработена од брестово дрво на две води обложен со керамиди. На западната страна од црквата доградена е камбанаријата во грко-патријашиски стил, од каде се влегува во нартексот. Над вратата постои влабена полукружна ниша со насликана до појасна представа на Свети Јован Крстител. Наосот на црквата е едноброден со галерија. Заради просторноста на црквата, иконографската програма распоредена е на класичен начин со дотатоци на композиции што се типични за периодот од 19 век. Над зидните површини насликани се и на север и на југ старозаветните пророци, централниот и страничните травеи обоени се со светлосна боја, како имитација на небо, и на површината кај централниот травеј насликани се златни звезди. Во центарот на средишниот травеј аплицирано е платно со представата на Исус Христос Содржител. На исток е обликуван олтарниот простор со централна апсида која е полукружна од натрешната, а седмострана од надворешната страна. Од двете страни на апсидата изведени се две полукружни ниши со полукружни основи. Покрај северниот и јужниот зид во наосот поставени се дрвени седишта за верниците, но и во меѓупросторот на колонадите на север и југ.
Помеѓу колонадата на југ поставен е владичкиот престол, изработен од багремово дрво и насликан со цветни мотиви, а во внатрешноста поставена икона на Исус Христос на престол. Помеѓу колонадата на север поставен е амвонот, кој е насликан со цветни мотиви. Во северниот зид од наосот на поголем дел од зидната површина насликана е композицијата Исус Христос праведен судија, а во продолжение кон исток насликани се композиции од животот на Исус Христос во втората и третата зона. Од јужната страна на наосот во првата зона и втората зона од исток кон запад представени се свети воини и други светители и маченици во цел раст. На западниот зид во горната зона насликана е композицијата Тајната вечера. Кон источната страна поставен е дрвениот висок иконостас, кој го одвојува просторот на наосот од олтарниот простор и е украсен со икони. Во долната зона на иконостасот централно поставени се царските двери со представата на благовештение, а лево и десно распоредени се по 4 китабиња. Во првата зона и зоната каде се поставени престолните икони се наоѓа врата што води кон протезисот, а на вратата што води кон джаконикот насликан е Свети Спиридон. Престолните икони кои се во втората зона се со голема димензија и наредени се од север кон југ по следниот редослед: Света Недела, Свети Три Херархии, Свети Никола, Богородица со Исус Христос, Исус Христос Содржател, Свети Јован Претеча и други светители. Кон југ и кон север, долж ширината на иконостасот, поставени се 12 апостолски икони. Централно на врвот на иконостасот поставен е така наречен голем крст или змијски крст на постоје од 2 ламини и 2 помали пропратни икони. Во олтарниот простор во апсидата насликана е Богородица орната и Исус Христос Емануил, поставен во кружна мандрола на градите на Богородица. Во долната зона представена е композицијата Поклонувањето на светите архиереи, а во продолжение на север и на југ, на источниот зид представени се светите џакони, Стефан, Роман, Мелот и Кирил и други светители. Во олтарниот простор представени се светите без сребреници, Кузман и Дамјан, Свети Амнос, Свети Пантелеймон и композиции во горните зони од животот на Богородица и Света Новозаветна Троица. Немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам законот или пророците. Во галеријата всликани се северните и јужните зидни површини. Насликани се представи композиции претежно од Новиот Завет, Стариот Завет, празниците и страдањата Христови, светите воини и маченици. На источниот зид на фреско живописот е запишано: живописот е дел од назографите Теодосије и неговиот син Борис Коловски, а долниот дел од фреските се обновени од доброволните прилози на селаните од селото Мислешево во време на црковниот одбор, председател свештеник Слободан Шуменковски, членови Јован Прентовски, Разме Дамјановски, Васе Муртиновски, Устинијан Шулецки и Мојсие Мартиновски. Почитувани мои, утринските сончеви зраци милувајќи ги водите на Охридското езеро, потешно речено Штрушката ривиера, а пресвет црквата Свети Јован Крстител ја навестува празничната атмосфера на православната екумена посветена на отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител, а ширум северниот дел на Штрушкото поле, како бисер гердан се заради народ во правец на селото Мислешево. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам дел од утринското богослужение со кои начастува свештеници од Струшката парохија,
koje се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител во чест на осекувањето на главата на Свети Јован Крстител и црковниот богослужен ручек, чија традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, од памтивека па се до ден денешен, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Biće voljata Tvoja, kako na neboto, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни греховите наши, како што ги проштеваме и ние на нашите должници. И не поведувај во искушение, но избави не од лукавиот. Украсителите, пеачите, помагачите, служителите на овој свет храм, да ги спомене Господ Бог во царството Своje, постојано сега секогаш. Христос вика, Божествена литургија, служена во чест и спомен нели на нашиот патрон и заштитник на овој свет храм, како што велиме најголемиот меѓу родените од жена, честниот пророк, предече и крстител Господов Јован. Ние уште од сношти го започнавме неговото празнување со празничната вечерна богослужба и кажавме дека црквата одново и одново преку устата на овој праведник Божи не повикува со истите зборови до ден денес, покајте се зашто се приближи Царството Небесно, односно не преповикува на наше покаяние, на наше преумување, на живот во црквата, заедничарење околу трпезата Господова, а со слава на Бога и наше спасение. Нема да должиме многу, бидејќи според традицијата ќе излеземе надвор, ќе го светиме вода и прекршиме празничните колачи, но вредно е да се спомне за сите вас кои денес се наоѓате во храмот, односно во домот на предечата Господов, дека денес не случајно сме овде собрани по Божја промисла, затоа што овој свет храм навршува 125 години од неговото градење и во тој спомен и чест на тој голем јубилеј се започна и ова доградба надвор, која што дај Боже Господ час поскоро да ни помогне Господ да ја изгради, да го утврди овој храм во веки, тогаш кога ќе биде готова, исто така ќе бидете известени и ќе направиме прослава така наше кажано со божествена литургија, нормално пред се да му заблагодариме на Бога и предечата Крстител, а пак на сите оние добронамерници кои се вградиле во овој свет храм, во помагањето на тремот, и на сите оние кои дошле овде и притекнуваат кон Крстителот Господов, нека им ги услиши молитвите и Бог по неговите молитви да им дарува здравје и спасение. Нека ни е честито и од Бога благословено за многогодини, радосни и весели на новое лето. Благословено е царството
Отца и Сина и Светиот Дух. Ся нам благословен градиво имя Господне, Бог Господи, явися нам, благословен градиво имя Господне, Бог Господи, явися нам, благословен градиво имя Господне. Сега ние грешни и понижени, да побързаме пред Богородица и да паднеме пред нея во покаяние, излекувайки од лабочината на душата. Владичице, милостиво помогни ни, побързай, загинуваме од многобройните прегрешения. Не отвраќај ги Твоите раби празни, зашто Тебе те имаме, единствена надеж. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Богородице, никогаш нема да престанеме да ги говориме Твоите сили, зашто ако Ти не стоиш на молитва за нас, кој би не запазил до сега слободни, нема да отстапиме, Владичице, од Тебе, зашто Ти ги спасуваш секогаш Твоите раби од секакви зла. Отвори. Кој очекува да се раздвижи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ке влезеше по раздвижувањето на водата, оздравуваше од каква и да било болест, да боледуваше. Мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се освети оваа вода со силата дејството и славувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, да слезе на оваа вода очистителното дејство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа, да биде оваа вода лековите за душите и телата и за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа, да се изпълни благослов за благословение Святојот, да се помолиме на Господа, да сите кои им треба од Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа, да се просветиме со духовна светлина на сушната Троица, да се помолиме на Господа. Господ Бог наш да не покаже синови наследници на своето царство, со пиењето и порушувањето од оваа вода, да се помолиме на Господа. Заштити, спаси, помилуј и запази, не Боже, со Твоето благодат. Господи, помилуј, Господи, помилуј. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и присно Дева Марија, Пресвятаја Богородица, спаси нас. откако ја спомнавме со сите свети, Сам Ти се благ цару, благослови ги овие семиња со различните плодови и освети ги оние што ќе дадат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на светиот славен пророк, претече и крстител Јован, и во слава и чест на пресветата Владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија, и за спомен на оние што починале во благочестива вера, ова се принесе од Твоите раби, затоа добар Боже на оние што ве украсили и извршуваат спомен, подари им се што просат за спасение и наслада со Твоите вечни блага, по молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија и светиот Јован, крстител, чиј спомен празнуваме, и на сите Твои свети, зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се, Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Отец, со единородниот Твој Син и пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј.
Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови и вино со Духот Твој свет, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови и виното, со Духот Твој свет, постојано, сега секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови и вино со Духот Твој свет, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Ти го принесуваме, Господи Боже наш, овој дар во чест и слава на честниот славен пророк, претече и крстител Господов Јован. По неговите свети молитви се щедри, прими го во Твојот на небесен и духовен жртвеник. Во името на Отецот, Амин. И Синот, Амин. И Светиот Дух, Амин. Ти го принесуваме овој дар, Господи, во слава и чест на светиот славен пророк Петрич и крстител Јован. По неговите молитви прими го се щедри овој дар. Во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух. Амин. Ти го принесуваме, Господи Боже наш, овој дар во чест и слава на светиот пророк Петечи и крстител Господов Јован. По неговите свети молитви се щедри, прими го од Твојот на небесен духовен жртвеник. Во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух. Амин. Ваше и венчаше ся, молите ся ко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом, похвалом, мучеником, радование, и че проповедь Троица единосущная, и ликуй дева и превочлебем, и роди Сина Емануила, Бога же и человека, Господиня Ему, Его же величающе Деву, ублажаем. Да Богородица помага, Великая Света Троица, Пресвета Богородица помага, Велика имя Света Троица, Пресвета Богородица, по молитвите на светиот Јован, Христе Божи мило. Христос меѓу нас и ќе биде умножени напред. Света Богородица помага. Христос после нас. И ќе биде. Браво, Гами. Трей да прашаме сега дали за година ќе се пријави кум. Како е ред? Не? Да, кој сака? Победи се православни, христијаном нашим, нас опротивнија дарујај, и Твое сохраняј, крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоја, и благослови достояние Твое. Победи се православним, христијаном нашим, нас опротивнија дарујај, и Твое сохраняј, крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоја, и благослови достояние Твое. Победи се православним, христијаном нашим, нас опротивнија дарујај, и Твое сохраняј, крестом Твоим жителством.
Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Може би македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа, традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе, практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција, значи старите слави, прослави и така натаму. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани, светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Мислешово, морав да се заминам затоа што ме чекаа и другите села во Стручкава регија и за нив да направам видеозаписи со едно ветување дека повторно ќе дојдам во селото Мислешово на Богојавление 2024 Господово лето, со да е Господ на сите нам, живот и здравје да ни дава. Ja si imam braće,